Добар ден, драги ученици! Моето име е Моника Дравошанова, наставник по английски јазик. За денес имам подготвена презентација на тема индиректен говор или reported speech. Today we are going to talk about reporting affirmative statements. So let's start the lesson. Reported speech. What is it and how do we use it? It is the grammar we use if we want to tell another person about a conversation that took place in the past. For example, a telephone call, news or story that someone told us, etc. Што е тоа индиректен говор? Индиректен говор е кога на некој сакаме да му пренесеме некоја информација што претходно некој друг на нас ни ја има каже. Телефонски разговор, вести, приказна или нешто слично. Например, ако некој ни каже I'm feeling ill, јас се чувствувам лошо, ние тоа сакаме да го пренесеме на некој друг и ќе кажеме дека тој кажал, he said he was feeling ill, дека не се чувствува добро. И ќе биде индиректен говор, тоест е пренесено од една личност на друга личност, тоа што веќе ни го имат каже. Ајде да го погледнеме пример. My favorite film is on TV tonight. I love comedies. Мојот омилен филм е на телевизија вечерва. Јас сакам комедии. Ова е директен говор. Сега ова информација ние треба да ја пренесеме на некој друг и на индиректен начин. И ќе биде Mrs. Brown said that her favorite film was on TV that night. She said that she loved comedies. Господица Браун кажа дека нејзиниот омилен филм бил на телевизија таа вечер. Таа кажа дека таа сака комедии. What has changed? Да видиме што се има променето. Pronoun, tense and time words. Заменката, времето и временските изрази. My and I becomes her or she. Am and love becomes was or love. Промена кај глаголите. Од сегашно во минато време. Time words. Временските изрази. Tonight becomes that night. Да се навратиме во примера. Еве ги. My, her. Is, was. Tonight, that night. In the reported speech, we preferably use the past tense. Am and is becomes was, are becomes were, has or have becomes had, see becomes saw, can't or can becomes, could or couldn't, will or won't becomes would or wouldn't. Значи кажавме дека во индиректниот говор се враќаме едно време наназад, тоа го користиме минатото време. И глаголите ги менуваме. Ако реченицата е во минато, е во сегашно време, пример, во present simple, ја ставаме во индиректниот говор едно време наназад, тоест ќе биде во past simple tense. Changes in verb tenses. Do becomes did. Am, is doing becomes was doing. Are doing becomes were doing. Has or have done becomes had done. Present simple. Ако реченицата, како што кажа, е во present simple, во индиректниот говор, во индиректниот ќе биде во past simple. Ако во директниот говор реченицата е во present continuous, во индиректниот ќе биде во past continuous. Ако е во present perfect, во индиректниот говор ќе биде во past
perfect. If we want to report a sentence that is already in the past tense, we normally use the past perfect. For example, I saw the film last week. He said he had seen the film the week before. Ако веќе имаме реченица во минато време, например во past simple, јас гледав филм минатата недела. Од past simple враќаме едно време наназад, тоест ќе биде past perfect и реченицата ја ставаме и глаголот гледа коме ставаме во past perfect и ќе биде тој кажа дека тој го има гледано филмот претходната недела. Changes in time or place. Now becomes then. Today becomes that day. This week, that week. Tomorrow, the next day. Yesterday, the day before. Last week, the week before. Changes in place. Here, there. This, that. These, those. Имаме промена во времето и во местото. Ако во директниот говор ги користиме овие зборови, во индиректниот ќе ги користиме овие зборови. Let's see the examples. Direct speech, директен говор, reported speech, индиректен говор. Реченица од present simple. She always wears a coat. Од директен говор ќе биде во индиректен во past simple. He said that she always wore a coat. Таа секогаш носи палто. Тој кажа дека таа секогаш носи палто. Present continuous. I'm looking for my keys. Во past continuous ќе биде. She said that she was looking for her keys. Од present perfect ќе биде во past perfect. She has written 3 letters for her friend. She said that she had written 3 letters for her friend. Од past perfect од past simple се извинувам во past perfect. My friend gave me a bar of chocolate. He said that his friend had given him a bar of chocolate. Од will ќе биде would, од can, could за модалните глаголи и така натаму. Сега, во заграда имаме that. That, ако сакаме, го ставиме во реченицата, ако не, не мора и затоа е ставено во заграда. Да ги преведеме сите примери. I'm looking for my keys. Јас ги барам моите клучи. Таа кажа дека таа ги барала нејзините клучи. Таа има напишено 3 писма за нејзиниот пријател. Тој кажа дека таа има напишено 3 писма за нејзиниот пријател. Мојот пријател ми даде чоколадо. Тој кажа дека неговиот пријател му има дадено нему котка чоколадо. И така натаму. Се надевам дека разбравте се за индиректен говор, се гледаме во некоја следна презентација. Thank you for your attention. Goodbye.